Ѓорги Иванов вчера во излегувањето по средбите со лидерите рече дека уставотворецот го оставил само член 90 за тоа што сакал председателот да има слобода во делувањето и проценките. Колку уставотворецот оставил простор да има слобода председателот? Сега ми паѓаат разни работи на ум, но ќе ги прескокнам. Давањето мандат од председателот кај нашиот устав и кај компаративно уставите во регионот е строго формална улога. Тој нема никаква слобода на проценка и во неколку преседана во соседни држави која дошла до блокада, парламентарното мнозинство го прескокнало председателот и давањето на мандат. Ќе се вратам на тоа. Значи во овој случај, во таа кратка изјава од 5 минути, таа сапунска серија на кршење на устава страна или тоа како Хорхе го замишља уставот, не знам, меѓутоа продолжува на начин што две изјави, две реченици од таа изјава се отворено прекршување на уставот. Прво е дека он постапувал согласно вака вели, он постапувал согласно уставот и во двата случаја на давање мандати, првиот и вториот, а тие два се различни. И не разбира што зборува. Дека или едниот или другиот може да биде согласно уставот, но не може двата да бидат заедно. Во едниот го прекршил. Тоа беше првиот пат кога му го додели мандатот на Груевски. Тој нормално не сме да му писне, тој стресен е од Груевски и не можел да му каже не можам да ти го дам мандатот, треба да ми докажеш дека имаш мнозинство. И му го дал повикувајќи се на традиција. Не постои таква традиција, вестерн традиција овдека, постои устав кој е јасен во членот 90. Треба да даде кандидат на партија која ќе го увери дека има мнозинство. Единствената слобода на председателот е во уверувањето да има мнозинство, како ќе го оствари, дали преку собранието, дали преку подписи заверени на нотар, не знам веќе како, тоа е единствена слобода, друго нема никаква слобода. Он го дава како формален гест и не може ништо да ја условува, ниту другиот дел од извршната власт, ниту законодавната власт. Значи, во првиот случај го прекрши уставот. При тоа сега ги менува правилата на игра, знаете, на начин на кој, као во фудбал, пенал се шутира од 11 метри, па после вика не, пенал се шутира од 25 метри. Сега да не му го даде мандатот на Заев, сега го менува тоа однесување од првиот став. Но мислам дека тука е неизбежно да се повлече од овие импровизации председателот, бидејќи постои еден преседан во начинот на кој се решавани вакви блокади, кога постои договор за блокада на владата. Тоа се случи, мислам, во 2011 во Словенија, кога председателот на Јанез Јанша не му го даваше мандатот некои причини. Јанез Јанша собра мнозинството, го формираше мнозинството во парламентот, ја прогласи владата и ја заврши работата без било како го прескочи, го заобиколи председателот. И тоа така заврши. Во таа смисла уставот е заинтересиран формирање ефективна влада, тоа е приоритет прв, а позицијата на председател која е строго формална може да биде заобиколена доколку се појави како уставна пречка од овој тип како што кај нас се обидува да го направи. Значи има излез од таа ситуација. Мислам дека во вториот колку што знам, во вторава ситуација мислам дека Заев го има потребното мнозинство и тоа ќе го постави, мислам дека ќе излеземе од таа приказна, иако е малку тажна, колку глупаво и колку заглавено може да изгледа тоа од најчиста ситуација и од најјасна ситуација на крајот, стандардна во уставните решенија. Така, Иванов вчера побара, односно рече дека ќе побара да имаат во програмата два клучни приоритети, оние кои ќе составуваат владата. Каде пишува дека Иванов може да побара од партиите да имаат нешто во програмата? Тоа е втората реченица, значи од тие 5 минути изјава, втората реченица со која он директно го прекрши, флагрантно уставот. Една од најделикатните работи во уставите на либералните држави се балансот на сили, чекен баланс и поделбата на власт. Во овој случај тоа не е работа на нашиот председател, која е формална, малку засилена, но сепак формална фигура. Тоа е работа на собранието. Собранието го испитува програмот на владата и гласа за тој програм. Премиерот, односно мандаторот, пред собранието излага програмата. Во овој случај он ги крши двете линии и према другиот дел од извршната власт, барајки програма, тоа е на владата, мандаторот, а на собранието му ги зема надлежностите кои му припаѓаат уставно на собранието. И повторно не разбира тоа.
што прави, он мисли дека неговата позиција како представник единството на земјата и гарантор за тоа, формална, се остварува на овој начин кршејќи го уставот. Тоа се остварува кај председателот со тоа што уставот му ги дал, овластувањата со кои му ги дал. Да има суспензивно вето, да предлага некои луѓе во судските совети, во другите органи, во одбраната и во надворешните работи. Тоа се инструментите преку кои остварува својата улога, не преку други. Он се обидува сега да глуми некаков ердогановски синдром и да бара уствари една пробидна зачка да може да го блокира евентуално Заев, односно вториот мандатар, да му даде мандатот, тебе се да рече програмата не сега. Проблемот е во тоа што Заев не смее тоа да му го даде. Ако го понуди тоа на председателот, и тој ќе го скрши уставот. Значи мандатарот не смее со председателот да комуницира на начин да ја расправа неговата програма со него. И во таа смисла мислам дека работата ќе заврши, бидејќи има впечаток дека Заев го има потребниот број на пратеници. Кога ќе погледнете сега назад кон уставот, сметате ли дека има потреба да се промени нешто во уставот или има потреба да се направи едно единствено толкување на уставот со цел да нема вакви случаи како сега? Не мислев дека не, видите, а расправата за тоа дали уставот му фали нешто или не е всушност половина победа на глупавите луѓе кои ќе не натераат да расправаме за уставот поради нивните глупости. Не. Уставот е јасен, компаративно овој член е ист со другите устави и за никого не е проблем, осем за овие кои се обидуваат да го блокираат, да го растурат со разни толкувања. На момент мислев дека ќе кажете дали мислам дека треба да се промени уставот или да им се направи лоботомија на овие кои вакви глупости дроват. Према тоа, во таа смисла не мислам дека ќе не воведат во расправа за тоа дали уставот е прецелен. На уставот во оваа точка не му фали апсолутно ништо.